дека прашањето на приватноста во Република Македонија, свеста за приватноста е во својата рудиментарна фаза. Вие имате промена на цел систем, каде што имате систем во кој приватноста, во демократскиот систем, е едно од круцијалните права на граѓаните, едно од правата на кои граѓаните се најсензибилни. Во Република Македонија тоа како да не постои. И во основа предпоставамо што е тоа рецидив на оние 50 години во кои не убедува дека поединецот надвор од државата е ништо. Дека во основа на концептот на слободата е измислена работа. Поединецот припаѓа на колективитетот и може да се само реализира само во рамките на колективитетот. Тоа го имате процесот после 90-та година. Повторно поединецот не е поединец. Не е индивидуа кој самостално, автономно одлучува за себе и за оно што го прави во својот живот. Повторно имате поединец кој е приклучен или прикачен кон политичка партија, меѓутоа немате слободна индивидуа. Партијата го замени она генералниот колективитет кој постоеше пред 90-та година. Така да имаме некои апсурдни ситуации во Република Македонија кои едноставно траат, едноставно не се менуваат. Вие може да говорите, може да пишувате, меѓутоа стои во место. 2001 година кој се случи прислушувањето, никој не го постави прашањето, мислам, во ред. Се случи прислушување, што е застрашувачки, беше објавено, меѓутоа беа јавно белоденети транскриптот на она што е разговарано. Замислете, ви влегува дома. Што беше масовно прислушкувањето, беше масовно и фотокопирањето на она папка. Тоа ми е поентата. Замислете, некој ви влегува дома, ви влегува во она што е ваше лично. Тоа, мислам, да се случеше во било која држава на со западноевропска демократија, бидете сигурни ќе беше топ тема со Беше топ тема секаде, пратеник на 24 години во демократски. Беше објавено, меѓутоа беа јавно белоденети транскриптот на она што е разговарано. Замислете, ви влегува дома. Што беше масовно прислушкувањето, беше масовно и фотокопирањето на она папка. Тоа ми е поентата. Замислете, некој ви влегува дома, ви влегува во она што е ваше лично. Тоа, мислам, да се случеше во било која држава на со западноевропска демократија, бидете сигурни ќе беше топ тема со Беше топ тема секаде, пратеник на 24 години во демократска држава, или велиме дека во тоа време ние сме градиме демократски систем. Има досие и се следи дека го загрозил уставниот поредок. Тоа е скандал пар екселанс. Тоа не е нешто непознато. Тоа го имате и во Австралија, го имате и во Велика Британија, дека одредена група на луѓе, да кажеме професори, универзитетски, политичари, биле следени. Не е нешто што, знаете... Ние говориме за завршницата, точно, кога ќе избие... Тоа е што немаме завршница во Република. Во Франција излезе голем скандал дека претседателот Митеран цела антитерористичка келија користел за да си ги контролира одредени структури заради некои, бидејќи имал некој вонбрачно дете, и цела една антитерористичка келија служела за тоа. 12 луѓе излегоа, мислам, тоа беше цел скандал и политички земјотрес. Што е овде проблемот? Се може да излезе, се може да кажете, можеме ние вечерва, не знам колку сакаме да збориме, ништо нема да се промени. Имаме собраниски комисии за контрола на ДБК. Ве молам, немој да зарверувате дека собранието го контролираше ДБК. Имаш анкетна комисија за човекови права. Кажете една нормално завршена работа од таа анкетна комисија. Европарламентарката која дојде овде за случајот Елмасри се чудеше на реакциите од нашиве представници кои велат, па ние немаме представка за Елмасри. Она вели, па и ние немавме, кога прочитавме, да. Тоа е што беше анекдота. Да. Значи ги имате сите институции, имаме обвинител, имаме суд, имаме комисии, меѓутоа не функционира, и тука доаѓаме до клучното. Зошто не